Денеска на стартот од новата учебна година, новата училишна зграда од подрачното училиште Рамполевката, сместена во прилепската населба Сточен пазар, остана празна. Објектот кој требаше да прими околу 60 на деца од прво до петто одделение, денес обраснате во трева и трње, само заради неажурноста на новата локална власт, обвинија од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Прилеп. Подрачното училиште на основното училиште Рамполевката, сместено во населбата Сточен пазар, беше изградено на барање на жителите од населбите кои гравитираат во овој дел на градот. Наместо денеска да се ставеше крај на проблемите на голем број родители, чии деца патуваат повеќе од 2 километри до најблиското училиште, поради неработењето на локалните власти, тоа ќе продолжи и оваа школска година. Дали градоначалникот и Општина Прилеп сакаат да помине време и да се заборави кој го изгради ова училиште, а потоа, како што направија со градинката во основното училиште Рамполевката, да го представат и овој проект како свој. Локалните власти пак неотворањето на новото училиште го оправдаа со несоодветноста на локацијата, како и со немањето инфраструктура, пат, канализација, вода. Инаку објектот беше изграден пред 2 години, во кој претходната локална власт инвестираше 12 милиони денари, но заради сега веќе познатиот исход од изборите, работите застанаа тука.